Dongfeng Nami Box, еден од најзначајните модели што пристигнал на македонскиот пазар од почетокот на деценијава наваму. Значаен исто толку колку што е значајна новата генерација модели на Stellantis кои што се подпираат на платформата Smart Car и кои што почнуваат еден нов бран на достапни модели, значи за разлика од пост-ковид времето кога браншата работеше првенствено беше посветена на најскапите модели, на најголема заработка и на добивка. Сега се работи назад, повторно се работи на достапните автомобили. Европската автомобилска индустрија веројатно уште немаше да биде освестена за неопходноста од достапни модели, доколку го немаше притисокот од кинеските производители. Тоа воведува едни нови услови на конкуренција, нов притисок од кој што ќе профитираат, ќе имаат повеќе корист корисниците, купувачите. Значи, повторно купувачите се тие што се главни, добиваат достапни автомобили. И додека кај друг модел, кај друг автомобил, би требало половина час да убедувам колку е убава колава, колку е опремена, колку е силна, колку е убава возењето, па потоа да кажам колку е цената, тука е сосем спротивна ситуација. Овој Dongfeng Nami Box чини во оваа изведба 22.990 евра. Тоа е врвната изведба, значи фантастично е опремена. Опременост на модел од средна класа, на вистина. Има уште подостапен модел кој што е 1000 евра подолу, тој чини 21.000 евра и 990 и се разликува во опременоста, иако и тој уште е далеку од основен модел. Меѓутоа, посебноста на Dongfeng Box е во тоа што е електричен автомобил. Не може да биде поелектричен. 310 км досек, електромотор со моќност од 70 кВт, односно 95 конски сили, 160 Нм вртежен момент, современа конструкција. Ја препознавате сите оваа заднина, тоа е Рудина, местноста Рудина, од која што се пружа таа спектакуларна гледка на Козјак, на езерото Козјак, на висина од околу 1000 метри. И сега некој ќе се запраша, што барам јас со електричен автомобил од градската класа, од класата на Пунто и Пола, тука во планина, далеку од градот. Затоа што во реални услови, во градското секојдневие, во денешното работно секојдневие, кога се ни е посветено на работата и на ефикасноста во искористувањето на тие 24 часа, тоа е реално најголемата оддалеченост до која што без некаква посебна подготовка ќе дојдете со електричен автомобил. Рачки што се впуштени во вратата, врати кои што немаат рамки околу прозорците, седиште возачко што има електрично местење и се повлекува наназад кога ќе седнете, за да ви овозможи полесно седнување. Јасно е дека ова не е секојдневен обичен автомобил. Од Скопје појдов со околу 300 километри, неколку километри возење низ град пред да се упатам наваму. Сега имам досек за уште 247 километри. Значи сум 40 километри далеку од Скопје. Да видиме како вози овој бокс. Ова е многу благодарен пат за електричен автомобил, затоа што од оваа планина целиот пат надолу спуштањето ќе биде придружено со генерирање електрична енергија. Значи залетот, масата што ја има возилото, поудолница, прави електромоторите, значи додека се спушта возилото, да произведува електрична енергија. Колкава е таа енергија, може најдобро да се почувствува за колкава количина на енергија станува збор, може да се осознае најдобро доколку по спуштање од некоја поголема нагорнина, значи токму како оваа, при подинамично спуштање, дојдете и од далеку ја почувствувате топлината во сопирачките. Значи тоа е таа енергија што инаку би се изгубила преку сопирање и преку топлина би се пренала некаде во средината. Таа енергија всушност
се претвора, се искористува, електромоторот ја искористува, овде има кратери, ја искористува за да произведе електрична енергија. Сега имам досек околу 244 километри. Можно е, значи ќе се спуштам, од тука ќе се спуштам преку Прибор, па кисела вода. Верувам дека би имал ист досек колку сега на поаѓање од Рудина. И тоа е уживањето, тоа е вистинското уживање на електричниот погон. Човек што има намера да купи електричен автомобил, веќе знае се околу електричниот автомобил. Оние прашања од типот, чекај па сега, дали ќе издржи до Охрид, па дали треба да пуштам клима, дали ќе ми ја потроши батеријата премногу, па дали треба да бидам бавно да возам и слично. Тоа се веќе стодневни прашања кои што може да ги видите во епизодите што се појавуваат деновиве по YouTube од типот на Дампер возат електричен автомобил из Македонија. Значи, тоа се прашања што одамна се одговорени и на возачка или возач кои што имаат намера, кои што се заинтересирани за електричен автомобил, повеќе не треба да им се објаснуваат. Првата тура со електричен автомобил из Македонија, воопшто, секако дека беше направена од страна на Автомедија, да, јас возев, тоа беше Мини Купер SE, со досек од 200 км, и тоа во ноември беше возена. Значи, буквална тура во под цела Македонија, во должина преку 700 км. Значи, Скопје, Страцин, надолу, Кратово, па потоа правец кон Берово, па... И тоа беше првата тура која што ја направив уште со првата, со претходната генерација на Мини Купер. Денес има веќе нова генерација, сосем нов Мини Купер електричен. Значи тоа, самото тоа кажува колку е реалност денес електричниот погон. И тој што има намера, што е заинтересиран за електричен автомобил, веќе знае се. Не можеш да убедиш човек, слушај сега, немојте да возиш бензински или дизел мотор, туку вози електричен. Не, тој што е речен, значи едноставно знае се за електричниот погон. Веќе 246 км, значи на спуштање веќе се зголеми досегот за сега веќе 4 км. 248. Горим од 244 кога спомнав, сега имам 248 куса пред Нова Брезница селото. Dongfeng Nami Box менува многу затоа што ги охрабрува купувачите кои што ја негуваат, се веќе расположени да купат електричен автомобил. Значи тоа е крајното охрабрување затоа што добиваат автомобил трендовски, опремен, модерен, солиден. Тоа е сосем нова платформа. Добиваат по цена на бензински автомобил. Автомобил со обичен погон. Дизел веќе одамна во оваа класа не постои. И менува многу, затоа што нема веќе прашање, чекај, дали колку е поскап автомобилот, па дали ќе ми се исплати, па колку треба да поминам пат за да ми се врати инвестицијата, значи разликата во цена за обичен погон. Тоа прашање веќе го нема. Dongfeng Box се продава по цена иста со автомобил со споредлива големина, па и со многу пониско ниво на опрема од това со обичен мотор. Сега прашањето е колку има квалитети овој Dongfeng Box, колку има возни квалитети, комфорт, возни својства, моќност, ефикасност во електричниот погон, затоа што не се сите електрични автомобили исти во потрошувачките. И еве таа динамика. Значи, многу е спокојно возењето, многу е благодарна. Ја има на линеарност на електричниот погон, значи постојано влечење. Ова изведба со големата батерија, со поголемата батерија од 42,3 кВт, тежи околу 1400 кг, малку повеќе од 1400 кг, значи тоа е сепак голема батерија, меѓутоа има и многу опрема плюс. Значи тоа се системи за асистенција и слични нешта. Само електриката на местењето, добро да не поместам, само електриката на седиштето тежи неколку килограми плюс и е предвидлив, човек се чувствува сигурен
и навистина еве во ова што го покажува тука по овој пат од фантастично, сега веќе не го помнам името, Гранит го има правено патов и веројатно е еден од најдобрите проектанти на патишта тогаш уште во заедничка држава. Ова е тркачка патека повеќе од колку пат. И во поглед на нагибите, квалитетот на возење и значи сосем пристојна динамика, нема никакво занесување, значи инертност на оплашот која што би влечела надвор од свиокот. Тука има еве неколку свиоци кои што значи друг автомобил, сега тука малку ќе возам побрзо од колку вообичаено, меѓутоа будноста е главна. Тука следи тој дел од свиоци каде што некои автомобили покажуваат веќе дека се на границата, меѓутоа ова е сосем солидно. Значи проблемот не е тоа, проблемот е доколку во свиок еве тука ако заправ нагор. И еве, значи никаква промена на оптоварување. Значи тоа е многу лошо доколку, например, зошто е важно? Доколку возите во свиок со оваа брзина и има некоја пречка, нешто на патот се појави, значи најлошиот момент кога возилото е веќе на теме во свиокот, доколку тогаш запрете, се изместува возилото и ако нема добар баланс под возјето, ќе се изгуби стабилност. Секако тука има контрола на тракција, контрола на стабилност и сите тие програми, меѓутоа ова возење, значи кое што не е ниту толку екстремно, се покажува веќе дека ова е добро проектирано возило. Тоа што се јавува е системи за асистенција, значи Dongfeng има вложено многу во развојот, усовршувањето на системите за автономно возење и тоа е навистина автомобил кој што ги исполнува стандардите за Level 2, значи за второто ниво на автономно возење, односно тоа е во основа следење на лента, систем за задржување во лента и радарски темпомат кој што запира, подсопира од наместената брзина во случај кога напред има побавно возило, значи кога се приближувате до побавно возило што вози пред вас. Понатаму ќе одам преку Сонја, сопиште за Скопје. И прашањето е дали целосно ќе произведе доволна енергија на долнините за да можам со истиот овој досек да се најдам во кисела вода. 241 е сега. Еве и ова е незгоден свијак. Че сепак е возило кое што тежи 1400 килограми, со мене 1,5 тон, преку 1,5 тон. И во ред управувањето може би му фали мала поголема прецизност и директност, иако е исклучително кус кругот на вртење, што понатаму во град ќе покажам колку е важно. Значи, електричниот погон, меѓу другото, овозможува и поголема слобода, поголем отклон на тркалата во свијаци и на тој начин се постигнува многу мал круг на вртење. И тоа е добро, затоа што при паркирање, при маневрирање, избегнување пречки во град, тоа е голема корист. Менува многу. Значи, му додава и на подвижност и на леснотијата. Меѓутоа, за управувањето тргнав, не е проблем, далеку од тоа дека е индиректно управувањето. Значи, лесно се навикнува човек, сепак кинеските производители одат на комфорт, одат на убаво чувство. Значи, не ве претвораат во тркач, па потоа да се чувствувате заморено кога ќе треба секој ден да го везете тој автомобил, туку прави секојдневието, како што и претходно имам кажано,
прави секојдневието да биде пријатно. Тоа е поентата на кинеските автомобили. И следното што навистина ќе ве убеди во зрелост и квалитетот на овој автомобил е подвозјето. Значи, има маса која што тежи врз амортизацијата и која што му влева зрелост, големина во амортизацијата на Dongfeng Box. Нема звуци, значи, од подлогата, од работата на подвозјето, значи, апсолутно нема никакви непријатни звуци, на тропање, сува тропање кое што би се очекувало кај автомобилот ова класа, значи ништо. Во поглед на моќноста, 95 конски сили, автомобил од големина на пунто и поло, така ги нарекувам како стандард мисля. Да, динамиката на возење задоволува, меѓутоа не ја гледајте моќноста во конски сили, туку вртежниот момент. Значи, вртежниот момент е тој што ја прави оваа акумоција во возењето, а вртежниот момент е 160 Нм, значи тоа ја прави возењето пријатно на Dongfeng Box. Значи, обичен мотор со 90-100 конски сили, без турбо наполнење или со слабо турбо наполнење би имал исто толка вртежен момент, исто толку силно повлекување, со таа разлика што кај тој мотор би требало прво да качите вртежи, па да се постигне тој вртежен момент, додека тука кај електричниот погон ги имате тие 160 Нм уште од старт, од поаѓање, буквално од половина метар по поаѓање ги имате тие 160 Нм. Прв пат автомобил од кинеско производство да има ваква примерна графика. Значи, обично или се сосем поедноставени, значи за европски пазар, често пати се случува, значи да биде поедноставена графиката, затоа што кинеските системи, комуникацијски системи за инфозабава работат со сосем други софтвери и сосем други сервиси од нашиот Google. Има 3 позиции за возачкото седиште, меморирани, значи електрично седиште, електрично возачко седиште со меморија. И седиштата се убаво сработени, убаво поставени. Тоа е вештачка кожа, меѓутоа ова е веќе температура во која што би се чувствувала ако е материјалот утнат или ефтин. Меѓутоа тука еве при оваа температура далеку од тоа дека се чувствува некакво отсуство на пропусност. Значи, не со други зборови, не се поти грбот. Наполнетоста во моментов е 73% и на досек 233 километри. Други податоци не прикажува, значи нема некоја... Да, ме следи, камерата ме следи ако не гледам пред себе и ме предупредува. И нема никакво сопирање. Значи, тука немам потреба никаква да ја притискам сопирачката, затоа што целата работа ја завршува електромоторот. Тоа е тој што запира и произведува електрична енергија, односно ја полни батеријата. И средината во која што најмногу ќе ви се допадне електричниот погон е во една средината во која што поменуваме најголем дел од времето во автомобилот, тоа се градски услови на возење. Тука е цар. Електричниот погон е цар во градски услови на возење. Постои една голема заблуда во тој контекст околу тоа дека батеријата трае 8 или 10 години. Значи, тоа се загадена, сцената е загадена од такви, значи, прости познавања на автомобилизмот и далеку од тоа дека батеријата ќе трае 8 години, додека е гаранцијата и ќе се расипе после тоа, треба да се фрли возилото. Значи, батеријата никој не вели дека нема да трае 20 години, со таа разлика што ќе се намали наполнетоста, гаранцијата значи, не значи дека ќе трае батеријата толку, туку значи дека
капацитетот на батеријата ќе остане над 75% во таа временска рамка. Тоа значи. А тоа може да значи и дека при правилно користење, при редовно одржување и грижа околу возилото, дека може и 20 години да се истрпи со таа батерија. Ете ги хибридните Toyota кои што повеќе од 20 години се продаваат на пазарот, па далеку од тоа дека некој спомнал дека батеријата се расипала или требало да се смени. И уште една напомена во тој контекст, значи вистината, реалноста е дека не треба да се менува целата батерија, туку се менува само ќелија. И на поаѓање секогаш ќе бидете први. Тоа е предноста на електричниот погон, односно таа испорака на вртежен момент која што се случува многу порано отколку кај мотор со внатрешно согорување. И токму сега ќе се упатам по најнеблагодарниот дел од скопските сообраќајници за да покажем колку изгледа всушност помалку страшно кога се електричен автомобил треба да чекате во тој неред пред Рамстер. Еве го тука, линеарното забрзување. Многу полесно се следи динамиката на сообраќајот отколку друг автомобил со обичен погон. И еве, и во градски услови, значи, исто може да остане вклучена таа рекуперација со силен интензитет, значи со посилно забавување, за да не ја притискам со пирачката. Значи, мало кусо време е потребно за човек да се навикне да вози на тој начин, значи со поретко посегнување по пирачките, затоа што електромоторот го правите. Сега нормално во вакви услови мора и да се запре. Просторноста е следното нешто што го издвојува, значи како доблест, како квалитет на бокс. Секако станува збор и за мощна широка каросерија, 1,81 м е широка каросеријата надворешна, меѓутоа просторноста е очигледно дека ја има на возило кое што е долго 4020 мм, значи 4 метри 2 сантиметри. И уште една доблест ета покрај просторноста, значи самиот електричен погон прави порационална искористеност на просторот, помалку просторно треба погонот. Значи уште една доблест на бокс е тоа што не се чувствува дека е автомобил што е поевтино да се натите. Значи не е изработен поевтино, напротив, е изработен многу подетално, многу поквалитетно и почесно отколку некои автомобили, некои модели кои што ги познаваме како големи имиња. Големо изненадување беше тоа што, например, на слики додека го гледав Dongfeng Box, изгледаше убедливо и не ретко се има случува на автомобили кои што ги гледате на слика да ве одушеват и слично, и тоа кога ќе ги видите во реалност, ќе се разочарате кога ќе видите каква е изработката. Тука, например, овој дел е меко обложен, има и обшивка, и тоа делува многу интересно, и тоа е уште една посебност фјоката. Оваа фјока, значи, едноставно, рационалното искористување, за да се возможи повеќе простор за нозе, направило оваа касета да биде, односно, од таа причина е направена оваа касета да биде ваква, и тоа е еден интелигентен пристап. Citroen го имаше тоа како решение, го има уште односно. И во многу нешта има дополнителна вредност. Значи, постојано во нешто ќе ве одушевува. Не е само тоа дека е електричен автомобил, кој што е солиден во поглед на перформансите, значи досегот спаѓа во тоа, туку е солиден и како автомобил воопшто во споредба со други автомобили кои што имаат обичен погон или електричен погон. Секако е во голема предност пред нив, затоа што цената е далеку од тоа. Малку е проблем тоа што стаклата не се затемнети. Следно одредиште ми е Свети Пантелеймон.
па од таму до Средноводно, па од Средноводно продолжувам за Катланово. Значи, 300 километри, кога ќе ги кажат човек 310 километри, се чинат малку. Значи, тоа е со резерва да се дојде до Охрид и назад, со некое крајно внимателно возење, бавно возење со други зборови, кога ќе се раздели таа далечина, кога ќе се раздели на повеќе одредишта, се осознава колку е навистина многу 300 километри. Постојат истражувања кај собственици на електрични автомобили, чинам дека во Франција беше направено едно истражување кое што покажа дека возачи на електрични автомобили во основа поминуваат повеќе километри во просек дневно отколку возачи кои што имаат автомобил со обичен погон. 300 километри. Што значи тоа? Тоа значи дека цела седмица, еве да речеме дека работното време, работното место ми е оддалечено 15 километри од дома. 15 километри до работа, 15 километри назад, тоа се 30 километри дневно. Значи, јас би имал енергија за 10 дена да одам до работа и назад. Еве нека бидат 15 километри до работа и назад, 30, и нека бидат еве уште 15 километри до некој одредиште, уште 15 километри. Може би ете некој сака да ги посети сите кафулења, такво е возило младешко. Сака да ги посети сите кафулења, ресторани, дискотеки, кој знае што, па ќе помене уште 30 километри. Пак се тоа 5 дена. Значи 5 дена е додека се исцрпи таа енергија и додека пак треба да се наполни енергијата. Што е поентата? Поентата е во тоа што поседува собствен полнач, Dongfeng Box, и во случај да имате достапност до приклучок дома, може би во гаража, може би некако во гаража во зграда или слично, сега тоа на сите има проблем, затоа што не постои законска обврска за такво нешто. Тоа значи дека еве во вториот случај да поменувате 60 км дневно, тоа би значило дека на 5 дена би требало да приклучите Dongfeng Box на полнач. Тоа би траело некаде околу 5 часа и во поглед на полнењето. Значи, користењето на полночите, зборувам за тоа дека не се поврзува електромобилноста, не се поврзува со користење на јавни полночи и со прашањето дали има доволно јавни полночи, тоа е друга тема. Еве и тука покажува навистина покажува примерна управливост. Да, тука малце извлече, затоа што асфалтот е несоодветен за ваков пат, значи премногу е мазен за такви свиоци, за таква нагорнина и слично. И не е прашање постоењето на полноч на улица, туку е прашањето дали електричниот погон се поврзува со поседување собствена можност за полнење. А тоа значи да се постави полнач дома, кој што чинат околу 500 евра. Тоа е секако е инвестиција, меѓутоа ја заокружува целата смисла на електромобилноста. И тоа е основата, тоа е всушност целото волшебство, целата смисла на постоењето на електрични автомобили, значи да се има собствена можност за полнење. При патување се е важно да има на располагање полночи секако, меѓутоа основното е полноч дома или барем еден штекер. Па преку ноќ да се остави да се наполни батеријата. Односно, како што кажав, ако се поменуваат 60 км просек дневно, тоа значи дека на секој 5 денови би требало
Еве и тука е мазан асфалтот и вртежниот момент влече. Меѓутоа, добро, тука малку повнимателно влегов. И на секој 5 денови би требало да се приклучува за полнење преку ноќ. Значи, доаѓате, едноставно. Ја оставате колата во 10 часот на полноќ и до следното утро до 7 часот во ефтина тарифа имате полна батерија. Тоа е целата поента. И со големо уживање во возењето го поминав овој пат кој што е неблагодарен за возење, овој дел. И тоа всушност ја покажува поентата на електричниот погон. Значи, не е само во тоа дека ќе се вози на струја, дека е поевтино, дека е тивко или не се загадува, секако. Туку е поентата и во тоа што самиот електричен погон прави возењето да биде попријатно. Ете го Донгфенг бокс на средноводно. Требаше пред 20 на минути да ја пуштам камерата, меѓутоа нормално привлече интерес Донгфенг и до сега морав да објаснам. Значи, еве го досегот на средноводно 211, поаѓајќи од 310 км од Скопје, понатаму до Пуста Брезница, до Рудина, па потоа наваму до Свети Пантелеимон и има досег уште 211 км. Следно одредиште Катланово. Досегот е 212 км и нормално дека не е воопшто прашање дали ќе имам доволно енергија во батеријата за да пристигнам и до Катланово. Сега малку повеќе се одолжи снимањето горе, односно тој еден курс извештај за да покажам колку има досег во моментот. Половина час објаснував, значи заинтересирани минувачи, објаснував околу возилото. Значи, фантастично голем интерес. До сега не помнам дека за некое друго возило имало таква реакција и таков позитивен прием. Значи, ние далеко од тоа дека сме резервирани околу кинеската автомобилска индустрија, што меѓу другото се покажа и со фактот што се продаваат автомобили од кинески производители во категорија на цени до 30.000 евра. Па, овој Донгфенг бокс спушта уште повеќе во тој поглед. И додека сум на пат за Катланово, односно уште долго има додека можам да кажам дека сум на пат, затоа што треба да излезам прво од Скопје. Сега е 10 до 4, значи долу ме очекува метеж. И тоа воопшто не ми е грижа како ќе биде возењето, затоа што или сме со електричен автомобил. И така. Значи, во поглед на цените, кај нас, барем за два производителя, за два увозника, можам да тврдам дека, односно е сосем несомнено е дека станува спор за цени кои што се без посредништво. Додека кај други производители имате цени кои што се па под услов на под знак на прашање дали тоа се реални цени. Кај Донгфенг, значи сите оние марки кои што ги нуди Донгфенг, и кај Байк, значи најновиот производител кинески на македонскиот пазар, имаме едно сосем реално ниво на цени, па оттаму доаѓа и позитивната реакција, позитивниот одговор на купувачите. Зошто се случува тоа? Затоа што ABC Brother и Байк, односно најновата марка што Citroen Laza ја презаде, значи во својот салон, доаѓаат директно на македонскиот пазар. Значи нема посредништво. Кај други производители начека една пауза додека беа сами на пазарот, немаше други кинески
кинески производители за да може да се направи споредба. Па изгледаше дека се тоа нивните цени се реални. Со Dongfeng и со Bike веќе се смени приемот, односно се прикажа реалното ниво на цени на кинеските автомобили на нашиот пазар, затоа што, значи, уште еднаш да се навратам на тој факт. Значи, нема посредништво. Директно, Dongfeng продава директно од производителот. Исто и Bike. А што значи тоа? Тоа значи дека немате некој дистрибутер во регионот кој што е надлежен, задолжен да ги продава возилата, па тој да си го наплаќа својот интерес, па понатаму тукашниот дилер да наплаќа свој интерес и доаѓате до една цена која што е далеку од кинеската цена. Тука се реални цените. И тоа е таа кинеска цена, значи кај Dongfeng 20 и 3000 евра. Со таа напомена што нами бокс, значи не е создаден да биде ефтин автомобил, едноставен автомобил, прост автомобил. Значи тоа што го нарекуваат германците Brot und Butter auto, значи лепчи путерче автомобил, колку да ете да го имаме. Туку се работи за автомобил кој што навистина конкурира и во поглед на квалитетите, како, значи, автомобилски, не само поглед на цената и опременоста, туку и со возните својства, со перформансите, со изработката, квалитетот, значи, тоа е еден заокружен производ. И тоа што се случуваше горе, значи, во тој половина час додека чекав да дојдам до камера за да можам да го снимам воопшто километражот, односно досегот, се поврзува токму со фактот што луѓе се свесни за нивото на цени, за реалноста на нивото на цени на овие два увозника. Изненадува опременоста и радува тоа што ракувањето е интуитивно, природно, значи разбирливо. Единствено е проблем да тоа го имам забележено и кај други автомобили од кинески производители, зашто кога ќе го повлечам прекинувачот за прозорците надолу, прозорецот оди нагоре, во секој друг поглед ракувањето е сосем природно, со тоа што нели рачката на менувачот, односно бирачот за возење е десно. Тука се префрлени командите за бришачите. Ме прашаа како се вклучуваат светлата. Светлата се вклучуваат само преку дисплејот, значи нема прекинуваш за светлата да ги вклучиш автоматски, позиционно или слично. Секако за комфорт влијае и крутоста на каросеријата. Не се слуша никакво крцкање, тропање, гмечење, вибрирање и слично, затоа што е услов за електричниот погон, каросеријата да биде цврста, затоа што треба дополнително да го поднесува тој товар од батеријата. А веројатно и преку Драчево би продолжил за понатаму за Катланово. Денес е неупатено, значи човек да каже дека електричниот погон бил иднина. Електричниот погон е реалност, сегашност. Па повеќе од кога било досега со Dongfeng Box. Овој Dongfeng Box, значи кој што чини 21.990 евра во изведбата Style, значи пак има многу од овие нешта, значи видиме електрика на седиште и слично. Меѓутоа, никогаш досега електричниот погон во Македонија не бил поголема реалност од сега. Сега во овој момент. И сега сум во Катланово, 187 км досег, не ми се излегува од автомобилов, продолжувам за Бадар.
И ете ја бокс. Јасно е зашто се нарекува бокс, нели? Просторно е. Значи, предностите на електричниот погон искористени до максимум. Меѓутоа, ете го тој мост. И повеќе од 8 часови во возење, постојано возење, остануваат уште 144 километри. И целата вистина околу електричниот погон се покажува секако кога треба да се полни. Сега е малку неуредно кај мене во гаража, меѓутоа, тоа е вистината. Значи, сите прашања, дали имало полнаци, колку чинало, се безсмислени затоа што поентата е да се поседува сопствена можност за полнење. И тоа е целата суштина на електричниот погон. Сега, Nami Box и во тоа изненадува и батеријата од 42,3 киловат-часа ќе наполни за 5 часа и 29 минути на обичен шулко приклучок. Значи, тоа е сопствениот полнач кој што го поседува Nami Box. Значи, дури и ве ослободува од потребата да користите, односно да платите, да набавите полнач кој што би чинал некаде околу 500 евра, па понатаму треба да се смета и на трошоци за поставување и слично, па не секако треба прво да има можност за тоа. Меѓутоа, тоа е целата вистина. Значи и тие 23.000 евра, и фантастичната опрема, и фантастичното... Добре, сега не мора да е толку фантастично, меѓутоа солидните перформанси на Dongfeng Nami Box, сите тие се од втор ред по значење зад ова, значи зад полнењето. 95 километри по 5 часа и 28 минути, значи сега е ефтина струја, ќе полнам уште час и половина и ќе видам колку ќе наполни до тогаш. Правилото кај електричниот погон е дека не може да погреши погонот, туку може човек да погреши. И претходно додека чепкав по опциите, префрлив од тековно полнење, префрлив на полнење на тајмер, па со тоа си го прекинав полнењето и не траеше час и половина, туку помалку покусо од час и половина траеше полнењето. Еве го исходот, значи 132 километри има сега досек и ако остане уште наполнеш би траело 4 часа и 40 минути до 100% наполнетост, меѓутоа да видиме до 80% колку ќе се скуси. Да, значи таа е разликата, тоа е поентата. До 80% брзо полни секој електричен автомобил, останатите 20% се полнат побавно заради заштита на техниката од прегревање и слично. Тоа е правило. И во тој случај би имал 80% за 2 часа и 45 минути на полнач обичен, значи на обичен штекар домашен. И заклучокот. Dongfeng Nami Box убедува и со надворешните и со внатрешните вредности. Значи изгледа убаво, изгледа привлечно, далеку од тоа дека изгледа ефтино. Напротив, некој коментираше дека изгледа како Астон Мартин. Токму вчера кога се обидов да направам една мала починка која што за да снимам колкава е километражата, па таа мала починка се одолговлечи и траеше 30 минути, додека секој што беше буквално на средноводно не дојде да го погледне Dongfeng Box. Значи, навистина, немам искусено досега
таков интерес и таква позитивна реакција, такво прифаќање на автомобил како што е со Dongfeng Box. Внатрешните вредности исто така одговарат. Значи, тоа е електричен автомобил и во поглед на просторноста ги нуди оние предности со кои што располага електричниот погон. Односно, инженерите имаат поголема слобода, компонентите плюс се помали, и имаат поголема слобода за да ги разместат компонентите, отколку значи поголема слобода во споредба со класичниот погон со мотор со внатрешно согорување, и тоа овозможува многу попросторна внатрешност, значи просторноста повеќе оди во насока на компакт, отколку просторност која што би можела да се спореди со модели од неговата класа, значи од градската класа, од класата на Punto и Polo, односно Clio и Polo. И уште едно нешто што се забележува, уште додека стои во место овој Dongfeng Box, уште пред да се искуси што е тоа што може да го понуди во возење Dongfeng Box, тоа е изработката. Воопшто не е изработен едноставно. Dongfeng Box е изработен на вистина вон стандардите на неговата класа. Значи, тоа не се само облоги, на меки облоги кои што се на арматурната табла и во вратите целосно обложени. Значи, на слика тоа се чинеше дека ќе биде само некоја мамка, оптичка мамка, и дека тоа ќе биде ефтина пластика. Подосна се покажа дека тоа е мощен квалитетен материјал, истиот материјал што се применува за седиштата, односно тоа е вештачка кожа, меѓутоа далеку од она вештачка кожа која што некогаш сме имале како поим за нешто што не е квалитетно. Значи, технологијата напредуваше до таму да вештачката кожа денес се споредува со квалитети и со чувство на природна кожа. Значи, сите тие вратите и напред и назад, сите површини се обложени со мека кожа, па дури и се штепувани со некоја, не знам, дамите знаат, каро некоја шара. Опременост исто така е фантастична. Автоматска клима, дигитални дисплеи, сите можни системи за асистенција, значи систем за автономно возење од ниво 2, ги поседува, значи радарски темпомат, предупредување за возило во мртва точка, сите можни предупредување за замор, за будност, значи ако гледате повеќе од на страна од половина секунда ќе ве предупреди. И врз основа на тие квалитети, Dongfeng Box пак е автомобил кој што е добар избор за таа цена од 22.990 евра, односно 23.000 евра. Во оваа изведба од двете. Меѓутоа, има една клучна разлика, а што е таа? Ова е електричен автомобил. Не само што е електричен автомобил, туку е сосем на ниво на тоа што денес го има постигнато браншата во класа на Dongfeng Box, во класа на Box. Досег 310 км, солидни перформанси, добри возни својства, добар комфорт, добра изолација, добра амортизација, природно пристојно седење, дури седиштата се примерни. Вчера не ни осетив никаков замор, иако 8 часа се обидов, значи да го растегнам, да ги растегнам тие 160 км што ги помина вчера на колку е можно повеќе од редиште, за да прикажам како на вистина што значи тој досек од 300 км и значи сите тие квалитети. И врз основа на тоа, значи врз основа на статичките квалитети и врз основа на динамичките квалитети, пак е добар избор. Меѓутоа е електричен. И до сега имало автомобили кои што се блиску ценовно, со опремата се далеку, значи и со просторноста и со зрелоста се далеку од Box, кои што биле достапни. Меѓутоа, во споредба со останатите модели кои што се понудени со намера да биде најефтин автомобил електричен на пазарот, овој не само што е најефтин, туку е сосем, значи, како што реков, во духот на времето, и тоа што на вистина му дава вистинска вредност е полночот со моќност од 6,6 киловати, кој што го поседува, кој што е вграден во самото возило. Секој електричен автомобил има полноч, значи, меѓутоа моќноста е различна, зависи од цената, тука се 6,6. Значи, полнењето на таков приклучок, значи обична шуко кутија, трае 5,5 часови до 100%. Од 30, значи под 30 беше кога ја приклучив, до 100% трае
5,5 часа. Значи тоа е не само што е ќе биде наполнета за време на ноќта додека спие човек и наутро ќе има полн капацитет на батеријата, туку има и луфта што се вели. Тоа што го менува Dongfeng Box е охрабрувањето за купувачите кои што досега размислувале и биле подготвени да преидат на електричен погон, на електричен автомобил, меѓутоа ги ограничувала цената, разликата во цената и ги ограничувале способностите, значи перформансите на самото полнење. Тука 5,5 часа, далеку се од оние 16 часови или 20 часови кои што некогаш беа потребни за да наполните батерија со оваа големина на обичен приклучок. 5,5 часа, тоа е сосем друг свет. И тоа е разликата. Dongfeng Box, електричен автомобил по цена на автомобил со бензински мотор. Не само што е цената, туку и квалитетите кои што ги поседува како автомобил. Значи и без електричниот погон. Ова ќе беше со обичен мотор. Ова ќе беше пак привлечен автомобил кој што ќе им конкурира и ќе го привлекува интересот на купувачите. Меѓутоа, електричниот погон Dongfeng го нуди гратис. Дали нешто ќе промени, па ќе предизвика овој модел масовно преоѓање на електричен погон на македонските возачки и возачи, далеку од тоа. Меѓутоа, пак е историски значаен автомобил затоа што ќе ја прошири онаа група на купувачи кои што ќе се решат за тој чекор да преидат на електричен погон. И кој всушност искористува најмногу од Dongfeng Box купувачите. Одам да возам.